Почитувани гледачи, по напорната работа време е да се релаксирате и да слушнате корисни совети наменети токму за вас. Добре дојдовте во емисијава Здравието пред се. Можеби не сте знаеле дека намирниците кои ги внесувате влијаат многу на вашата енергија и расположение. Затоа ви нудам неколку намирници кои ќе ви го подобрат расположението. Доколку денеска сте станале на лева нога, еве како да си го поправите расположението. И тоа инстантно, благодарение на неколку намирници. Намирниците кои ги внесуваме може да имаат големо влијание врз нашата енергија, бидејќи во мозокот се случуваат големи хемиски процеси. Во недостаток на некоја хемиска супстанца реагираме со промена на расположението. Со цел да го вратите балансот и да се чувствувате далеку подобро и порасположено, следниве 9 намирници ќе го направат тоа за вас, а истовремено се и добри за целокупното ваше здравје. Слушнете кои се тие. Чоколадо. Сигурно ви е позната моќта на чоколадото, после чија консумација веднаш се чувствуваме подобро. Оваа омилена намирница ја подобрува вашата енергија и протокот на крвта, а го зајакнува и фокусот, па секи ви стане појасно. Иако млечното чоколадо е повкусно, настојувајте да купувате темно, со што поголема содржина на какао, кој има и поголема концентрација на активни состојки. Аспарагус. Основната супстанца во нашиот мозок која прави да се чувствуваме добро се наоѓа во аспарагусот, а исто така во голема мера ја има и во мисиркиното месо. Школки. Тие дефинитивно ќе ви го разубават денот. Полни се со протеини, а не содржат многу масти и калории. Посебна погодност на школките е што тие го содржат витаминот B12, кој ги храни клетките на мозокот. Школките се многу важни во исхраната бидејќи содржат особено корисни елементи. Следната намирница се доматите. Доматот е богат со антиоксиданси кои спречуваат одреден вид на мозочни воспаленија и ја спречуваат депресијата, а исто така вршат и детоксикација на организмот. Интересно е тоа што маслиновото масло помага во процесот на апсорбција, така што овие намирници треба да се користат заедно. На оваа листа се наоѓа и блитвата. Таа е особено богата со магнезиум и хранливи материи, што значи дека е одличен регулатор на расположението. Како и во сојата и спанакјот, оваа доза на магнезиум може да ги освежи вашите чувства и да ви помогне во борба против депресијата. Месо. Многу е важно месото да биде од животно кое е хрането природно и здраво, односно кое е пасело трева во природа. Тревата не содржи масти, но затоа е богата со хранливи омега-3 масни киселини. Овие супстанци го намалуваат хормонот на стресот и може да имаат позитивен ефект на топењето на мастите кои се таложат на стомакот. Овде важна улога има и железото, кое го поправа расположението, како и меморијата. Следната намирница која ќе го подобри вашето расположение е јогуртот. Јогуртот е коктел од протеини и калциум кои го помагаат варењето на храната, но се и добри за целокупното здравје. Ако не внесувате доволна количина на калциум, ќе станете раздраздливи, нервозни и депресивни. Ако се одлучите за кисело млеко, ќе добиете поголема порција на протеини. Обрнете внимание на скриените калории, шеќерот и високофруктозниот сируп, кој го има во овошните јогурти. Често се зборува дека шеќерот и рафинираниот шеќер не се добри, особено во големи количини. Медот може да понуди многу повеќе од шеќерот. Тој ги намалува воспаленијата и депресијата. Самиот мед е срж на енергијата. И на крај, на оваа листа се наоѓаат јајцата. Од неодамна се зборува за добриот холестерол кој го има во нив, кои содржат и многу други корисни супстанци, како што се витаминот D, јодот, омега-3 масните киселини, цинкот, како и уште многу други, кои секако ќе успеат да ви го поправат денот. Голем број од вас загрижени за здравјето често се лишуваат од корисните производи. Затоа во следниот прилог неколку намирници и митови кои ќе ви помогнат да го подобрите вашето здравје и секако вашиот живот.
Често пати се случува да послушаме совет од некој наш пријател или пријателка кој го чуле од нивни пријатели и листата оди до бесконечност, а советот кој сме го добиле да биде сосема погрешен. Голем број од луѓето загрижени за своето здравје и водени од желбата за здрава исхрана се лишуваат себе си од многу корисни производи, само затоа што во главата си зацртале идеја дека тие се штетни. Во продолжение ви представуваме 9 митови за здравата исхрана, кои треба да ги знаете за да можете да го подобрите квалитетот на животот и уште поважно, квалитетот на сопственото здравје. Јадењето после 18 часот е штетно за здравјето. Ова е еден од најстарите митови кои постојат. И да, може би некогаш истиот имал смисла кога нашите предци станувале рано наутро и легнувале рано навечер. Но со нашето темпо на живење, многу нормално е вечерата честопати да ни биде после 18 часот. Она што е важно за јадењето навечер е оброкот да биде најмалку 3 часа пред одењето во кревет и истиот да содржи полесна храна. Вториот мит зборува дека мастите се штетни. Мастите генерално се сметаат за непријател број 1 на здравието и добрата фигура, но тоа всушност не е сосема точно. Мастите се потребни за варењето на храната, помагаат во метаболизацијата на витамините, а и е и доколку во вашето тело ја нема потребната количина на масти, представува создавање на хормони. Недостатокот од масти го забрзува старењето на кожата, а исто така делува штетно и врз црниот дроб. Токму затоа, најдобра идеја е да внесувате масти, но сепак да го ограничите внесот на храна која содржи сокриени и обично нездрави масти, како на пример колбаси, мајонез, колачи или торти. Третиот мит вели дека ужините се нездрави. Ужините се неопходен дел од исхраната. Ако навистина се грижите за вашето здравје, треба да знаете дека на телото му е потребно дополнување со енергија од време на време. Сепак таквото дополнување треба да биде балансирано. Кога ќе се почувствувате без енергија, каснете неколку уреви или овошје, на пример. Јаглехидратите треба да се избегнуваат. Постојат прости и сложени јаглехидрати. Првите навистина треба да ги избегнуваме. Тие може да се најдат во шеќерот, чоколадото, медот, джемовите, сладкото овошје и пијалаци, белиот леб и компирот. Меѓутоа, доколку сакате да се храните здраво, внесувајте повеќе сложени јаглехидрати, како што се зрнестите плодови, малините, капините и рибизлите, како и зеленчукот. Овошјето и зеленчукот се безкорисни после чување во фриџидер, е следниот мит. Современите технологии за чување на храната во фрижидер овозможуваат зачувување на речиси сите хранливи состојки кои одреден производ ги содржи во себе. Делењето на храната според групите на хранливи материи помага во слабењето. И ова е мит. Вашето тело е способно да обработи протеини, масти и јаглехидрати во исто време. Не постои никаков научен доказ дека поделбата на храната по групи помага во намалување на тежината. Луѓето кои го користат овој режим на исхрана едноставно обрнуваат големо внимание при изборот на храна, ја намалуваат потрошувачката на енергија и на сметка на тоа губат тежина. Црниот леб е поздрав од белиот. Тоа што лебот е црн не мора да значи дека содржи голема количина на влакна. Здравата црна боја може да се должи на додавање адитиви во брашното. Енергијата содржана во црниот леб е речиси идентична со таа во белиот леб. Доколку сакате на вистина здрав леб, купувајте леб од цели зрна. Следниот мит зборува за тоа дека соковите се корисни колку и самото овошје. Соковите се следни во линија производи кои не содржат влакна, а количината на витамини и минерали е значително намалена во однос на истата содржина во овошјето. Токму затоа, секогаш кога имате можност, одберете свежо овошје. Сушито е здрава храна, е последниот мит кој треба да го знаете. Ако понекогаш јадете суши, тоа секако нема да се одрази врз вашата тежина. Сепак треба да имате на ум дека белиот ориз не спаѓа баш меѓу најздравите производи.
Докторите укажуваат дека мозочниот удар може да се случи на секому. За да се заштитите, научете ги кои се симптомите при кои треба веднаш да реагирате. Доколку мислите дека мозочниот удар е нешто кое се јавува само кај старите луѓе, докторите укажуваат дека тој може да му се случи секому. Динамичниот начин на живот во комбинација со неправилна исхрана се едни од главните причинители на оваа појава. За да се заштитите, научете да ги препознаете првите симптоми, при кои треба веднаш да реагирате. Проблеми со видот. Мозочниот удар може да предизвика двојна слика, замаглена слика или целосна загуба на видот на едното или двете очи. 44% од луѓето кои доживеале мозочен удар кажале дека губењето на видот е еден од позначајните симптоми. Ненадејна главоболка и вратоглавица. Вратоглавицата е значаен знак за мозочен удар кај жените помлади од 45 години. Ако често ви се случува, побарајте медицинска помош. Потешкотии со говорот. Еден од првите знаци за мозочен удар е неврзаниот говор. На почетокот се манифестира како збунетост за време и место, за подоцна да премине во целосно губење на способноста за зборување, што доведува до конфузија. Слабост во екстремитетите. После мозочен удар, екстремитетите обично стануваат послаби. Потешко е да се контролираат или се целосно парализирани. Најчесто страда раката или ногата на спротивната страна на мозочната хемисфера која е зафатена со ударот. Испружете ги двете раце со дланките свртени нагоре и држете ги во таа позиција 10 секунди. Доколку едната рака почне неконтролирано да ви паѓа, тоа покажува слабост на мускулите, што е знак за мозочен удар. Болка на едната страна од лицето. Болката не е типичен синдром на мозочен удар, но доколку почувствувате ненадејна и силна болка во екстремитетите или едната страна на лицето, тогаш знакот е очигледен. Главоболка и мигрена. Ненадејната и исклучително силна главоболка, која може да се категоризира како една од полошите кои сте ги имале, е чест симптом за мозочен удар. Ваквата болка во комбинација со мозочен удар најчесто се јавува кај жените, но и кај помладите лица кои пателе од мигрена. Парализа на лицето. Доколку не можете да ги контролирате мускулите на едната страна од лицето, речи си е сигурно дека сте имале мозочен удар. Исцрпеност. Истражувањата покажале дека кај жените мозочниот удар многу почесто се поврзува со симптоми како умор, конфузија, дезориентираност и исцрпеност. Икање. Овој предупредувачки симптом многу почесто се јавува кај жените. Икањето се појавува како резултат на напад на центарот за дишење во мозокот. Отежнато дишење и тахикардија. Отежнатото дишење и недостатокот од воздух се резултат на срцева аритмија. Иако почесто се појавуваат кај жените, ова се симптоми кои во никој случај не треба да се игнорираат. Јаткастите плодови имаат различна вредност. Некои се богати со протеини, некои со калциум. Изберете го најдобриот вкус за вас и дознајте зошто тие се добри за срцето. Иако болестите на срцето најчесто се поврзуваат со машкиот пол, тие се најчестата причина за смртност кај жените над 40 годишна возраст, особено кај жените после менопаузата. Затоа, не треба да ги игнорирате советите на експертите за намалување на ризикот од срцеви заболувања. Консумирањето на јаткасти плодови, како дел од вашата исхрана, е добро за здравието на срцето. Јаткастите плодови не се скапа храна, лесни се за складирање, идеални се за ужина, многу едноставно можете да ги земете со вас на работа или на училиште и содржат незаситени масни киселини. Како јаткастите плодови му помагаат на срцето? Повеќето научни истражувања во кои учествуваат луѓе кои консумираат јаткасти плодови како дел од диета за здраво срце, покажуваат дека јаткастите плодови го намалуваат нивото на лошиот холестерол во крвта.
Зголеменото присуство на лошиот холестерол е основна причина за појавата на срцеви заболувања. Поради тоа, јаткастите плодови со својата способност да го намалуваат лошиот холестерол го подобруваат здравјето на срцето. Консумирањето на јаткасти плодови го намалува и ризикот од згручување на крвта, кое може да предизвика фатален срцев удар. Сепак, цврсти докази за влијанието на јаткастите плодови врз здравјето на срцето нема, затоа што резултатите од истражувањата само укажуваат на тоа влијание, но не и да го потврдуваат целосно. Што содржат јаткастите плодови? Иако зависи од самиот вид, јаткастите плодови содржат најмалку некој од овие супстанции. Незаситени масти. Експертите веруваат дека добрите масти кои ги има во јаткастите плодови го намалуваат лошиот холестерол. Омега-3 масни киселини. Многу јаткасти плодови содржат омега-3 масни киселини. Најчесто овие масни киселини се наоѓаат во рибата, но јаткастите плодови се најдобар нивен растителен извор. L-аргинин. Јаткастите плодови содржат и многу L-аргинин. Тоа е супстанција која помага во подобрување на здравјето на ѕидовите на артериите, преку тоа што им ја подобрува флексибилноста и ги прави помалку склони кон згручување на крвта. Растителни влакна. Сите јаткасти плодови содржат растителни влакна, кои можат да го намалат холестеролот во крвта. Растителните влакна ве прават да се чувствувате сити и со тоа ќе јадете помалку. Исто така, тие се смета дека помагаат во превенцијата од диабетес. Витамин Е. Истражувачите се уште не се сигурни, но се смета дека витаминот Е може да го спречи развивањето на талог во артериите. Со тоа се намалува ризикот од појава на срцев удар или коронарни артериски болести. Колку јаткасти плодови треба да јадете? Јаткастите плодови содржат многу масти. Скоро 80% од нив се масти. Иако поголемиот дел од овие масти се здрави, не треба да се консумираат многу од овие плодови, поради тоа што се висококалорични. Треба да јадете јаткасти плодови умерено. Јадењето на една шака јаткасти плодови, околу 42 грама дневно, може да го намали ризикот од срцеви заболувања. Сепак тоа не е доволно за да имате здраво срце. Јадењето на јаткасти бадеми, лешници или кикиритки нема да ви помогне ако не го намалите консумирањето на храна која содржи заситени. Подведноста на стомакот е честа појава, а тоа е многу непријатно кога ќе ви се случи за време на некој настан. Во продолжение, неколку совети како да го спречите овој проблем. Надуеноста е честа, но многу непријатна појава во стомакот. Последиците можат да бидат различни, вклучувајќи задржување на течности и јаки гасови, што обично може да се реши со природни лекови и промена во начинот на живот. Задржувањето на течностите може да биде предизвикано од земањето на поголеми количини на сол. Многу од индустријски произведената храна содржи големо количество на сол и други извори на натриум. Па затоа, секогаш прочитајте етикетата со прехранбени состојки. Намалете го внесувањето на натриум на следниве начини. Избегнувајте преработено месо, како што се сланина, шунка, колбаси и солено говедско месо, коцки за супа, солени стапчиња и слични јадења. Купувајте храна која има малку сол. Барајте леп, житарици, замрзнат зеленчук, путер и разни намази, сосови, туршии и супи кои се со ниски вредности на сол. Не го гответе зеленчукот во солена вода. Не додавајте сол или други производи на основа на натриум кога готвите дома, ниту пак во чинијата која е пред вас. Надуеноста заради проблеми при варењето
решете ја со примена на следниве техники. Јадете помалку количински, а почесто во текот на денот. Секое залче, добро, сочвекајте го и внимавајте да не зборувате додека јадете. Силните ензими во устата му помагаат на варењето. Избегнувајте ги газираните пијалоци. Немојте да пиете за време на оброците. Течноста ги разредува желудочните киселини и ензимите за варење, а со тоа се забавува минувањето на храната низ желудникот. Овошјето, кое тогаш ќе го изедете, ќе ферментира и ќе создаде гасови. Избегнувајте ги јадењата со многу скроп, како што се тестенините и компирот, во истиот оброк во кој јадете белковини или овошје. Избегнувајте поголеми количества на храна, месо и свеж зеленчук, но и овошје, бидејќи може да го зголемат количеството на гасови во цревата. Еден ден јадете само рендани јаболка или пире од јаболки и пите само минерална вода или чај од нане. Следниот ден додајте малку супа од зеленчук или зеленчук подготвен за бар за ручек и вечера, а во текот на следниве 2 дена ориз и јогурт. Потоа продолжете со нормална здрава исхрана. Минутите резервирани за здравјето пред се овде завршуваат. Останете во добро расположение и запомнете, грижете се за себе за подобро здравје. Пријатно!